запраше малце околу една тема да отвориме, тоа се државната химна, државното знаме и така натаму. Не сакам тука да делувам како некој македонец кој осудува албанци или нешто слично, затоа ќе започнем од почетокот на моето прашање, а тоа е на пример фудбалската репрезентација, уште во минатото, заради тоа што јас играв професионално фудбал, тоа ми е пектно, значи го следам, точно знам кој како и што е. Шумоликовски, кој е типичен македонец од Струга, во минатото и он ја пееше македонската химна, дури джвакаше мастика, што јас исто го судувам како и сите албанци, што не ја пеат и сите македонци, нормална работа. Што мислиш ти, кој е твоето? Зошто дали на пример на албанецот, зборам како човек, му е страна македонската химна, зошто му е кој дел од химната не е добар? Не е сватлив ли, не знам. Не се испоистоветува со македонското знаме и химна. А како што каже, јадат лепо тука. Па да, во однос на химната, например, се спомнуваат некои личности. Да, словно кажи, словно. Како, не знам, Даме Груев се спомнува, но не се спомнува, например, Евене Джатаголи. Или, не знам, некоја истакната албанска личност кој што дал некаков контрибут, Ибе Паликуќе, пример. Зошто, например, такви ликове не се спомнуваат? Да, нели Пиетар Гули велите дека е албанец, а таму се пее Питугули. Ама се пее како Питугули, не се пее како Пиетар Гули, сега да видиме искрен. Значи така. Мислам, по тоа што јас главната критика околу химната е тоа, мислам околу тоа зашто истакнати личности од албанска националност не се спомнуваат во химната. Сакаш да ми кажеш, а не дека ги нема. Сакаш да ми кажеш луѓе што истакнати албанци што направи нешто за Македонија, сигурно не за Албанија на пример, него од тука, така зашто нив ги нема заради тоа смета? Апсолутно, мислам дека таа е причината, нема некоја. А знамето? Во однос на знамето стварно и мене не ми е јасно тоа. Да го доцртаме потрет па да го сметаме. Не знам, стварно, јас тоа ти викам, знамето нема текст. Значи, нема текст кој што може да биде навредувач, па и не е символ нешто што може да навредува некоја друга нација. И стварно не ми е јасно зашто знамето не се. Имаше иако има сепак, се малце се подигнува свеста, но треба да се работи повеќе на тоа. Еве јас порично кога ги имав овие ставови, пошто ја ставовите ги градам веќе 8 години, не сум од вчера во јавност и имав критики и забелешки ти како албанец зашто, мислам од албанците зборам, ти како албанец зашто имаш такви ставови околу знамето, но сега гледам дека стана нормално тоа, да имам такви ставови и луѓето веќе ме ценат повеќе. Затоа што сум искрен, ја не одам јас да им кажам ова е нашето знаме со знаме на Албанија, да одам на граѓански собир, на партиски собир да одам јас да им кажам ова е нашето знаме со знаме на Албанија, со патриотски албански песни, така да им се представам и на крај јас да ги крадам. Сега одат во собир, пазете се, одат во партиски собир во Македонија со знамење на Албанија и им кажува дека ова е нашето знаме, за ова треба да се бориме, со патриотски албански песни и така натаму. И истите тие граѓани, освен што не прават ништо, еве да кажеме дека се многу големи албанци, знамето да си го сменат, тие ги крадат тие истите луѓе. Значи со таа реторика им ги земат гласовите и на крај ги крадат. Значи па поголема, како да кажам, неискреност и ајде да не користам некој друг повулгарен збор, дали има тоа. Тоа е стварно е многу страшно и страшно. Сето тоа е поради неедуцираноста на луѓето, мислам. Не се но како што луѓето тука се во една таква состојба на незрелост, да кажам, мислам, кај на нивните одлуки влијаат многу надворешни фактори, значи они не можат да креират сами по нивни сознанија рационални ставови и тоа мислам е голем хендикеп. Кај начинот на размислување на луѓето. Така. Еве на пример, јас спомнав фудбалската репрезентација.
албанците во фудбалската репрезентација, мое лично мислење е дека се можеби и најдобрите во репрезентацијата, покрај нормално и некој македонец, со исклучок на некој албанец што не би требало да е таму, може би требало. Но добро. Моветот ми е, дали тие, Муслиули, Бардили, мислиш дека они личен нивни став е дека не сакаат да пеат химната или се плашат да не се бидат осудени од јавноста како ќе реагира после тоа да не се свртат моите против мене? Па сега не можам јас од нивна перспектива да зборам. Ти дали би ја пеел, например? Кога би бил на тоа место? Да играш за фудбалска репрезентација, за кошаркарска зvezda. Ако веќе е одлучено, ако веќе е одлучено таа да биде химната, сега ја прифатиле таа химна и треба да се пее веќе, мислам таа химна без разлика од кого. И сега дали имам забелешки, јас можеби имам забелешки, а моментално таква како што е, химната треба да се пее, бидејќи веќе таа е химната, мислам. Во однос на забелешките што било кој би имал, тоа е една друга